Просториите што ги користи училиштето не се во наша сопственост, туку се отстапени на користење за што е склучен договор со Центарот за обука за одбрана и заштита Лазо Филиповски Лавски. Во однос на наводите во представката за повредените ученици во оваа училишна зграда, од писмените изјави на наставничките каде што учат овие повредени деца, се констатира дека повредите не се случиле како што се тврди во представката изјавата на невладината Рома СОС поради руинираност на училишната зграда, туку поради невнимание на учениците. Едниот ученик од четврто деление, кој што има повреда на ногата, час и половина пред почетокот на наставата, наставничката го затекнала во училишниот двор со неговото куче. Наставничката го повикала ученикот да влезе во училиштето, за да биде на сигурно место додека почне наставата. Кучето станало надвор од училишниот објект, затоа што не е дозволено да има кучиња во објектот каде што учат ученици. Ученикот, како што тврди наставничката, излегол надвор од објектот, се качил на ограда висока 2 метри и во обид да види каде се наоѓа кучето, паднал на другата страна од оградата, приштудрил во шахта на улицата. Што значи, инцидентот не се случил во училиштето и поради руинираност на објектот, туку затоа што ученикот не ги следел препораките на наставничката и само иницијативно излегол надвор од училишната зграда. За тоа време, наставничката била во канцеларија да го облече мантило, да се подготви за другите работни обврски. Според тоа, сите наводи на невладината Рома СОС се целосно невистините. Државниот санитарен и просветен инспекторат изврши увид во училиштето. Дадени се одредени насоки, тие се извршени. Државниот просветен инспекторат констатираше дека училиштето превзело повеќе активности за подобрување на условите за работа, што се на задоволително ниво. Така што не постојат опасности за учениците, односно просторот во зградата и дворот од самото училиште се безбедни за учениците. Значи во вецината лампите, осветлувањето нон-стоп ги кршеа, се постави осветлување со сензори, што имаш некои тулички во самиот чош кај гаражите од кај што се внесува дрва, комплетно се исчисти. Вода немаше во самиот објект, знаете дека објектот не е наш, го користиме под кирија. Направивме напори, добивме дозвола да се внеси вода. Претходно беа поставени преграден зид за потопло да биде на учениците, но во никој случај ниту зидови се ронат, ниту повредите во самото училиште настанале ради руинираност на самиот објект. Влезна вратава од стражарницата беше падната, стргната настрана, за да не влегува децата, се прицврсти вратата. На шахтите дополнително се обезбеди, се стави катанци, иако тие беа безбедни претходно, но за дополнителна безбедност се ставија и катанци.